Владата призна дека платите во јавната администрација не се високи, но од друга страна не им го признава правото на протест, кој што се организира деновиве од страна на незадоволни административци кои што си го бараат својот додаток од 30% и нормално нови колективни договори. Владата го обвини синдикатот на УПОС, кој од вторникот организира протести во државните органи и институции, дека протестите се политички, дека се малициозни и политички мотивирани и инструирани. За тоа како течат протестите и кои се наредните чекори на синдикатот на УПОС, ова утро разговараме со председателот на синдикатот на УПОС, Трпе Дејановски, кој што е во нашето студио. Кажете ми, господине Дејановски, кој е вашиот коментар на овие обвинувања од страна на владата кои пристигнаа деновиве веднаш по почетокот на поголемите протести во државните органи? Мислам дека владата мораше нешто да каже, да не остане молчелива, а од тие обвинувања, како што кажавме и во измената во неколку денови, кај нас нема ниту никоја што има под политика. Сите наши протести или барања се материјално-економски, ние се грижиме да ги подобриме материјално-економската состојба на нашите членови пред се, па дури за сите вработени во управата и правосудството, зашто постои синдикатот на УПОС. Како што кажавте и вие, освен такви декларативни соопштенија, дека ние сме политички инструирани, дека сме малициозни, што за жал е многу лош збор да искористи на влада спрема синдикат, и дека они сакаат диалог не добивме ниту една покана за почнување, односно за продолжување на диалогот, бидејќи ние диалогот го имавме, го завршивме со ресорните министри од овие институции што денеска вработените овие изминатите денови издрлагаат на протест. Само деклараторно, како што кажав, продолжување на диалогот го немаше нигде. Ние денеска во утринските часови поднесовме барање за продолжување на диалогот директно до премиерот на Република Македонија, господин Христијан Мицковски, и очекуваме во наредниот период да оствариме работна средба со него и со Министерката за финансии да најдеме заедничко прифатливо решение за ова наше барање. Како што кажав, барањата за нас се праведни, правични. Мислам дека може да се најдат неколку варијанти за да се изнадат решение што би било прифатливо и за нас и за владата. Имаше еден поранешен министер кој секогаш велеше дека секогаш во буџетот на државата има пари, само се погрешно распределени. Така да можеме ние тоа да го направиме и со оние одобрени средства од страна на Министерството за финансии, моментално на институциите со нивна дозвола, односно согласност на министерството и со прераспределување на средства од една ставка во друга, мислам дека ќе се најдат одредени решенија за да можат работниците да добијат некој поголем додаток на плата. И сепак сакам да потенцирам, како што кажавте и вие, и самите министри велат дека платите се доста ниски во администрацијата, меѓутоа од друга страна признаваме дека платите се ниски, ама не можеме да направиме ништо, што е не мала, туку голема контрадикторност на изјавите на владата. Мора да се најде начин ова да се подобри. Мене ме фатија медиумите за еден збор пред минатата нела екзодус. Мислам дека екзодусот е веќе започнал, ние треба да го стопреме. Така, исто меѓу обвинувањата од владата, токму во тие соопштенија, беше и тоа дека сте имале прилика, биле одржани претходно 2 економско-социјални совети, дека сте можеле тамо да го покренете ова прашање за додатокот на плата од 30%. Го направивте ли тоа и зошто не? Работата на економско-социјален совет не е да ги решаваме поединечни барања на работници. Работата на економско-социјален совет е да се решат оние барања, односно потреби што ги имаат сите работници во државата, дали е тоа приватен или јавен сектор или сите заедно. Тоа е трипартитно дело каде што седи владата, синдикатите и организацијата на работодавачи. Овој проблем, ова барање нашето може да го решат само ресорните министри и Министерството за финансии. Како што кажав, со ресорните министри имавме средби од моментот на формирање на новата влада, уште сме во комуникација и имаме доста добри контакти.
ресорните министри ни дадоа подршка и се уште ни даваат подршка и тие се многу свесни дека доколку не се направи ништо, ќе имаме многу поголеми проблеми за работниците во управата, во администрацијата и токму поради тоа спремивме заедно со нив колективни договори кои страна на министрите, односно министерствата, не од наша страна, беа пратени во Министерството за финансии. Јас се разбирам улогата на Министерството за финансии, нели тоа министерство и министерката токму така се чувари на државна каса и на буџетот на државата, можеби сега има приоритети нели за друго и тоа се сосема е разбирливо, меѓутоа ако сите 8 институции, успори повеќе беа 11-12 пратат ист предлог на колективен договор со исто барање, можевме да седнеме пред носење на буџетот, да се договориме, ако не во целост поединечно на неколку пати за да можат колегите да добијат барем нешто од она што има веќе добиено други колеги од управата. Овие денови од вторникот додека трае получасовниот прекин на работа, не е штрајк како што го нарекува владата, дали има закани кон вработените, кон синдикалците кои протестираат, дали има некакви импликации или казни за оние кои што го поддржуваат протестот, всушност, а кои што си ги бараат само своите права, бараат некакво усогласување на платите во јавниот сектор. Видовте и сами дека излезноста е доста голема, имавме реакција дека многу мал број на вработени излегле, не е така, излегуваат над 90% од вработените во институциите, меѓутоа и граѓаните вие треба да знаете дека вработените во министерството се најмалата група на вработени во јавниот сектор. И во Државен завод за статистика и во Државниот архив, оние што излагаат на протести. Например, Министерството за култура има само 100 вработени, од тие 100 вработени 85 колеги излегуваат секој ден на протести, за половина час, другите 15 мора да останат натрад за да можат да ги завршат и сервисираат работните задачи. Оние према граѓаните има приватниот сектор, го земав култура како пример само. Барањето, како што кажав, се работи за многу мала група вработени, меѓутоа може многу лесно да се реши. Како се вика, притисоци немавме од овие ресорни министри и директори, дури пошто имавме добар социјален диалог, ги знаат нашите барања, како што кажав, и пред малку имаме и подршка, имавме неколку притисоци во други министерства, меѓутоа затоа понатаму мислам дека ако е потребно ќе кажем и каде и како и што, меѓутоа сега мислам дека не е време. Така, токму од студијава на Слободен печат заминувате утрово пред Министерството за финансии. Рековте дека подавате рака, меѓутоа еве што очекувате од другата страна? Дали ќе се предомисли Министерството за финансии да ги удоволи синдикалните барања, бидејќи вашето е за додаток на плата од 30%, а досега имаше некои најави дека ете владата може да овозможи 8% додаток, како и во некои случаи и до 13%, што верувам не е доволно. Значи, очекувања токму денеска, како што најавивме, бидејќи само оваа недела најавивме протести, очекувањето се да седнеме и да го продолжиме диалогот. Како што кажав, поднесовме денеска утринава писмо односно барање за средба до премиерот на државата и очекуваме во текот на наредните денови, не даваме рамка, не кажуваме колку денови даваме рок, туку очекуваме да седнеме на маса и да го продолжиме диалогот, да го решиме овој проблем. Владата излезе и кажа и во самите наши анализи кажува дека буџетот има околу 13,8% повеќе предвидено средства за плати од минатата година, меѓутоа ние тоа не го бараме. Тоа вработените во јавниот сектор треба да го добијат во месец март со она што е напишано во општиот колективен договор. Ова се работи за посебно барање, се работи не за плата, туку за додаток на плата и мислам дека како што кажавме претходно, буџетот е доволно голем, мислам дека го имаме најголемиот буџет на државата до сега од нашата независност, се работи за 3500 вработени, доколку 3500 вработени се брелуваме, што треба да значи нели како треба да бараат за сите вработени во јавен сектор, плюс владата покажа добра волја, потпиша колективни договори за вработените и во здравството и за вработените во образованието, ако земеме во предвид дека и здравството и образованието се вработени над 30.000 вработени во едниот и во другиот сектор, тогаш значи дека за 3.000 вработени не би требало да има проблем никаков. Така, вчера исто така споменавте дека 988 вработени во инспекторатите,
всушност инспекторите дека ја немаат земено се уште декемвриската плата, се променили тоа во овие 24 часа и од друга страна, како може да очекуваме да имаме ние продуктивна и ефикасна јавна администрација како што бара владата, ако освен тоа што платата не е висока, дури има случаи кога и нередовно пристига на контото на вработените во јавната администрација. Ова многу отвара простор за злоупотреби разни, за корупција, да речеме, во јавниот сектор, зашто владата и не би сакала, нели, таа се залага за борба против корупцијата. Значи, до нас се уште нема информација дали е стигната платата, мислам дека ги чекаме и ние тие информации, меѓутоа тешко дека до крај на работното ден денеска ќе биде исплатена плата, се надеваме дека ќе биде, за да можат, нели, овие работници да можат да ги подмират своите обврски, да платат кредити, да платат сметки за струја, да стават нешто од храна на маса дома. Не се случува често, меѓутоа се случува, најчесто се случува кога имаме промена на раководителите, директорите или министрите на некои установи, а потоа да нема во подолг временски период назначен или именуван нов директор, само подписник на сметката е само директорот и никој друг. Имавме вакви случаи во минатото, пред 2 години имавме баш инспекторат за градежништво да не земе плата 3 месеци, дека се разреши еден директор, не беше именуван нов директор. Ова што го велите вие, прашањето дали се има можност за корупција и дали некој ќе се би сакал да се вработи доколку нема сигурност на плати, е многу добро прашање. Имајќи го предвид, бидејќи и мака се мачи во јавниот сектор, поготово администрацијата, да се привлечат млади стручни вработени кои би сакале да градат кариера во управата. Прво од ниските плати, второ од ваквите појави кои, кажав, не се чести, но знаат да се случат. Корупција на ниво на вработени можам да уверам дека е или непостоечка или многу ниска, корупцијата секогаш е на многу повисоко ниво. Таму се поголемите пари. Да, таму се многу поголеми сумите, таму можете многу подобро да наплатите, ако се извинувам на зборот, тоа баш токму така е. Така, исто така разговаравте и со министерот за јавна администрација Горан Минчев за новите предлог закони кои што се однесуваат на администрацијата, тоа законот за вработени во јавниот сектор и законот за административни службеници, каде што меѓу другото кој треба да донесе нов систем за пресметка на платите. Какво е тоа системско решение кое што владата сака да го понуди за јавниот сектор и до некаде да бидат усогласени? Всушност и не може да бидат усогласени платите ако сега на еден дел од вработените им не достигаат овие минимум 30%. Токму така, бевме во средата на разговор со министерот Минчев. Од наша страна беа донесени, доставени предлог за белешки на закон за административни службеници кои ќе бидат дооформени, допрецизирани, ќе ги доставиме уште еднаш, ќе ги изработиме забелешките, предлозите наши за законот за вработени во јавен сектор и другите оние закони кои се ставија на ЕНР во законскиот рок што е даден. Разговаравме и за платите, бидејќи она што е направено во закон за административни службеници е пресликан општиот колективен договор, односно системот на плати од општиот колективен договор, просечна плата по коефициент е сега веќе пресликано во законот за административни службеници. Од една страна е добро, од друга страна за нас е недоволно, бидејќи коефициентите за нас се прениски и нема да добијат работниците ништо плюс од она што ние го баравме. Системот за платене за нас е регулиран. Значи за нас е регулиран со општиот колективен договор. Инсистиравме на тоа и го баравме, вие многу добро се сеќавате, бидејќи ако можат функционерите да добијат плата просек по коефициент од буџетот, можат и вработените во јавен сектор да добијат плата просек по коефициент од буџетот. Нашето барање беше првиот вработен со високо образование да добие просечна плата, а да добијат нашите плати да бидат под коефициентите на функционерите. Видовме и сега дека функционерите по законот за исплата на плати за јавни именувани функционери ги замрзнуваат повторно политичка волја, но со политички одлуки да не
таласаат премногу, нема да добијат зголемување на плата, односно усогласување, а не е мало, ќе биде околу 300-400 евра во март месец. Имаме незадоволство кај нив самите функционери, меѓутоа они го прават тоа за да видат да ја држат вработените во јавниот сектор и во приватниот сектор, нели да бидеме ние помирни, да не бараме, меѓутоа наша работа како синдикат е секогаш да бараме плюс и поради тоа ги бараме овие 30% или зголемување на плата, секогаш сме барали во управата и во правосудството, бидејќи знаете и сами сите пазариме и во маркети и на пазари дека со нашите плати не можеме да преживееме дури од месец за месец. Држат ли аргументите на владата дека овие административци кои што сега си го бараат овој додаток, дека всушност треба да почекаме ние некаков економски бум или раст во државата, некакви поголеми странски инвестиции за да можат да се реализираат ваквите барања, покачување на плати. Споменавте претходно дека овие пари ги има во буџетот, дека само што никако да ги добијат. Чекајќи економски бум, ние дојдовме до најниски плати во Европа. Цело време, 30 години, 33 години независност, ние чекаме реформа, ние чекаме инвестиции, чекаме се нешто, чекаме влезе во Европска унија и на крај останавме најсиромешен народ во Европа. Имајќи во предвид дека и Косово и Албанија не претрка и Србија беа позади нас, веќе нема, не знам, дали воопшто можеме да разговараме дека имаме време за чекање. И ја разбираме ситуацијата со буџетот во државата, имавме состанок со премиерот на економско-социјален совет дека стварно буџетот е во незавидна состојба, оставен од минатата влада, меѓутоа мора оваа влада да знае дека само мотивиран работник и добро платен работник може да произведува и да твори и да направи допринесе нешто не само за државата во јавниот сектор, туку и за вработените, зборам и за во приватниот сектор, која ќе видите дека нашата просечна плата се покачува секој месец, а ние не добиваме ништо со порастот на просечната и кој ќе видите дека само два сектора од приватниот сектор, зборам само два дела од приватниот сектор се оние кои ја бустаат, кои ја покачуваат просечната плата, сите ние другите остануваме со истото, ќе видите дека нешто тука не е како што треба. Господин Дејановски, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Ние ќе продолжиме да ги следиме одвивањето на настаните и преговорите кои што ги најавивте или ги очекувате. Ви благодарам. Благодарам на поканата. Почитувани, останете со другите содржини во емисијата Слободен печат.